со средба со шефицата за надворешни работи на Европската унија, господјата Могерини, на која што средба практично се задржав на две работи. Прво, на потребата што поитно Република Македонија да биде интегрирана во Европската унија, се разбира и во НАТО, но бидејќи таа е представник на Европската унија, пред се зборува за Европската унија, и на потребата да се внимава за натамошните случувања и процеси во Македонија, имајќи во предвид што се случува со медиумскиот сектор во Македонија по доаѓањето на новата власт. Заглушувањето на медиумите, притисоците врз медиумите, особено врз собствениците на медиуми, вклучувајќи ги притисоците од специјалното јавно обвинителство и намерите на новата власт за партизација на судството. Преку плаштот на нови реформи во судството, практично намери за партизирање и целосна контрола на судскиот систем во Република Македонија. Најмногу се задржав за делот дека Македонија го има заслужено членството во Европската унија. Направени се повеќе бранови на реформи. Такви бранови ќе има и во иднина. Реформите се незапрелив процес и постојано ќе има потреба од нови и нови реформи. Но прашањето со членство на Македонија во Европската унија треба да се реши, а тоа треба да започне со почеток на преговорите. Безусловен почеток на преговорите за членство во Европската унија ден пораку. Во спротивно ќе се раѓаат нови проблеми во иднина и ќе се остави простор за нови ситуации кои нема да бидат добри за Македонија. Тоа беа главните поенти во разговорот со господјата Могерини, за која што исто така е запознато и за повеќе други детали околу политичката состојба во Република Македонија. Подосна бев присутен на самитот на ИПП, каде што беа присутни поголем број на премиери, председатели на партии, лидери на држави, со кои што со многумина од нив успеа да воспоставам комуникација, да размена мислење за повеќе прашања, информации за Македонија и да лобирам, се разбира, за понатамошен напредок на Македонија во НАТО и во Европската унија. Покрај тоа имав и две обраќања. Едното обраќање беше во делот на точката на точката поврзана со Брекзит, со мигранти и така натаму. И тука мојот дел беше посебно со прашањето на мигрантите, каде што ги кажав нашите политики во однос на тоа и дека е добро тие политики да продолжат, дека е добро за цела Европа и за Република Македонија. Политиката што преходната влада, уште додека јас бев премиер, јас започнав во однос на заштита на границите од масовен влез на мигранти, дека е добро да продолжи. Исто така се осврнав и на точката поврзана со Западен Балкан. Имаше посебна точка за Западен Балкан, во која што ја посочив деталите од сегашната политичка ситуација. Она што се случи, каде што, а тоа е дека во Македонија имаше успешни избори, дека ВМРО ДПМН е победник на тие избори, доби најмногу гласови од гласачите во Македонија. Но дека за прв пат по долг период се прекраши правилото кое што од нас беше барано да се воспостави, а тоа е победник со победник. Се формираше нова влада, преходно имаше многу тежок период за Македонија. Се формираше нова влада. Таа влада засега не гледаме дека прави некои реформи. Само говори за реформи, но не прави реформи. Наспроти тоа, гледаме ситуација каде што ги укинува поранешни реформи што ги направила преходната влада, стопира проекти и слично. Укажав на чувствителноста на притисокот и заканите врз собствениците на медиумите и новинарите. Дека имаме една од најлошите ситуации досега во историјата на Македонија, во која што се гуши медиумскиот простор и се тераат сите медиуми да зборуваат само афирмативно и никако критички за новата влада. Тоа не е добро за демократијата и тоа го укажав на самитот на ИПП. Исто така зборував и за ризиците од партизација на судството за кои што се надзираат намери на СДСМ да ги направи. Но пред се и над се упатив апел до сите премиери присутни тука, до председателот на комисијата кој што беше присутен Јункер, до сите премиери на држави, беше и господјата Меркел и многу други премиери или вице-премиери или председатели на политички партии, председатели на држави, дека час поскоро Македонија треба да добие можност да ги почне преговорите и што побрзо да ги заврши и да се интегрира во Европската унија и се разбира и во НАТО, за земјата да оди напред, затоа што во оваа мигрантска криза се покаже колку е важно една мала држава како Македонија да е сојузник на Европската унија, да е дел од Европската унија. Затоа што во еден период Европската унија зависеше од одлуките во Македонија, поврзано со мигрантите. Утре може да дојде нешто друго прашање.
и за нас пред се, но и за Европа е важно и регионот и Македонија ден порано да бидат интегрирани. Тоа не може да се направи ако постојано се бараат некакви причини за одлагање на тоа членство. Туку да се направи со час поскоро почеток на преговорите и влез на Македонија во Европската унија.